Почитувани добравеч. Денеска е понеделник, 5 јануари, го празнуваме Свети Наум Охридски. Утре е Бадник, задутре е Божик. Во ова празнично издание на Попкастот Мартин Богатиновски ни гостува митрополитот европски господин Пимен. Гледајте не. Почитувам Владико, искрено ви благодарам што ете најдовте време и покрај сите обврски да дојдете во нашето студио да го снимеме ова празнично издание, да го наречем, од Попкаст. Ви благодарам јас на поканата, за да можеме токму пред овој наш голем празник, кој треба да го пречекаме со голема радост, да се собереме да им се обратиме на оние кои сака да не гледа. Да, искрено ќе кажам, тешко беше да се дојде до вас. Колегите што се околу мене, што ме следеа, нели, периодов, дури ме зафркава, вика, полесно патриархот Вартоломеј ќе го контактираше. Но добре, тука сме како што сме. Како што реков и во најавата, претходно денеска е голем празник, Свети Наум. Утре е Бадник, задутре е Божик. Сакале ние или не, и црквата одобрувала или не, вечерва се палат тие коледарски огнови. И идејќи наваму на кај студио, забележав и на неколку локации низ Скопје, како веќе течат подготовките за огновите, се радат тие маси, палети, нели ќе се вртат и погачи, ќе се бираат и кумови. Освен тоа што огновите го дозагадуваат и онака загадениот воздух, загадуваат ли нешто друго посуштински? Па еве, таа традиција на палење огнови, во еден период се обидовме малку и да ја охристијанизираме, да му се даде некоја христијанска димензија. Сум зборувал, сум пишувал јас често по социјалните медиуми, во мои интервјуи, баш во овој период секојаш тоа се погаѓа на некој интервју да има. И сум го правил тој, не сум бил осамен во тој поглед, туку имало навистина и еден плејада на нови генерации на свештенството и од монаштвото секако. И од моите колеги епископи кои сме повикувале на тоа да се вразуми народ, дека едноставно нема потреба од некоја символика, да се оптеретуваме со тие символики, па да треба потоа да даваме тука. Зашто и тоа така, па студирна мислења во толкувањето. Оставаме на традицијата? Сето тоа е произлегува од традицијата. Значи тоа е повеќе адет отколку што има нешто суштинско. Адетот и верата се две различни работи. Се можеби некогаш во некој период кој ќе го знае тоа, историски не можем да потврдиме во кој точно период почнува таа традиција на палење на тие огнови. Која била символиката што им се дал? Затоа што негде ќе чуете дека тоа ги символизира пастирите кои се греат покрај огништата за да го дочекаат рождеството Христово, па други ќе кажат дека тоа има сосема паганска традиција, дека ни доаѓа од она примитивна религија на старите словени која дошле, дека се носи тоа како традиција затоа што има почит и обожување на давот како свето дрво. И тоа настанало некој микс кој денеска не можеш нити да го христијанизираш, нити можеш да го искоренеш. И реков, сме се пишувале, сме се обидувале да кажеме дека една е таа придобивка што помалку би се загадил градот од сите тие чадови што произлегуваат од тоа. Друга придобивка е тоа што сме опоменувале, ќе речем, не само јас да се земам заслуга за тоа, туку имало и доста свештеници кои пробале очигледно не да го направиме тоа, да се пренаменат тие дрва, да се наменат како донација на оние фамилии на кои што има тоа најпотребно. Потоа, како што рековте, да не го загадуваме и духот на православната вера со тоа што ќе ни станат помилија детите и тие собиранки пиење на топли раки и така натаму, отколку одењето во црква. Го има ли во Европа ова сега?
Како што тука е, па не знам, на некоја пољана во Брисел, во Италија или било каде. Па негде има, зависно од каде ни доаѓа населението. Значи има оние места кои што да речем каде што има струмичани, обично нема огнови. Да. Па да речеме југозападна Македонија нема традиција на палене на бадник, на оган, туку се палеле тие огнови на во очи Стара Нова година, во очи на Свети Васили. И сега негде има народот сака тоа да се направи, и сепак се прилагодуваме дозволуваат ли државите, мислам? Па да, ако тоа го правиме контролирано во дворот на црквата, може да се случи некој минијатурно оганче, да се тоа нешто спектакуларно, да, но ете некојаш кога под притисок на народот мораме ние да попуштиме, затоа што било традиција, па сега се трудиме полека да се објаснуваме, се надеваме еден ден дека ќе се искорене тоа, но не мора ние се да решиме нашите генерации. Утре бадник, денот ќе ни почне со песна. Едните ќе пеат, децата нели ќе не разбудат со детски песни и со џагор, едни ќе пеат за вечниот Бог, други ќе пеат за дедето и за гредето што го тепало дедето. Околу тоа, какво мислење имате околу самиот чин, околу двете песни, каква порака испраќаат? Па јас како дете не се сеќавам што пеевте вие кога бевте дете? Тоа сакам на некоја друга песна, освен таа што беше традиционалната со гредето, леде и паднало греде и така натаму. Па потоа веќе се формира на монаштвото, ете. И отвореноста и да видиме што се случува и по соседните земји, како се празнува тој празник, полека, но сигурно се направи едно движење за да се замени таа песна, не може да се искорени како и огновите што не може да се искоренат. Секогаш ќе има луѓе кои што ќе им биде помило сето тоа, но од друга страна радува сите оние коледарски поворки што се прават, што одекнува веќе во секој град, веќе го имаме тоа, носењето на пештерата, пењето на тие песни каде што се слави Бог и рождеството негово. Дури има одлив и во нашата епархија и покрај тоа што сме толку далеко, но они убави снимки кои се појавува долги години наназад од тоа веќе предлетургиско да речем славење на Божик и славење на Бога преку тоа и подготовката на децата како оди со недели наназад како се подготвува да ја направат таа литија со песните, носењето на пештерата и на оние звезди што го символизираат доаѓањето Христово. Толку убаво оддекна да речем и преку веројатно преку тие социјални медиуми кои ќе се појават тие рилсови и така натаму и се појави интерес и навистина кај нас веќе во нашата епархија имаме голем број на деца заинтересирани тоа да го прават и се случуваат тие бадникарски поворки да се и кај нас и да го сведочиме Христа и надворот татковината, секаде онам каде што не има во доволен број и имаме услови да го направиме тоа. Има ли Божик поголема тежина во диаспората отколку дома? Како македонците во диаспората се поблиску или подалеку од верата отколку македонците дома? Па во однос на верата нема никаква разлика. Оне препорот црковен што се случи во средината на 90-тите години и кога почна да се оцркува една млада генерација на луѓе, таа ренесанса во православната црква, да речем, оддекна и надвор од диаспората, со тоа што многумина од оние луѓе со кои што се знаеме од тоа време, значи кога почнува да се прават тие први бденија по манастирите и така натаму, да се практикува исповета, редовното причестување, молитвените правила се земат, многу од тие луѓе, или тие или нивните деца што растеле во црква, сега се наоѓаат во диаспората и си ја донесува, таа претходно знаење за верата си го донесува и се благодарам за тоа што имаат можност каде да си ја практикуваат својата вера, со тоа што има веќе 45 црковни општини из целата европска епархија. Никако не сме подалеку, дури сме
можеби на некои места и поорганизирани, попосветени отколку црквите во Македонија. Тоа зборува за еден прилив нов на диаспора кој не се случува, но и црквата не е само храм каде што се собираме за заедно да се помолиме, да се соединиме со Бога преку пречистувањето, туку и место каде што се среќаваме. Место за средби, место за каде што после тоа некаде во некои црковни општини каде што имаме услови да им организираме изучување на македонскиот јазик во просториите на црквите, негде да се организираат игрорни групи, хорчиња и така натаму. Сега ќе речам еден проблем во прославувањето што го имаме тоа што тука во Македонија имаме неработни денови веќе. И народот е слободен да оди, но сепак избира да заврши негде во Солун на кафе, ако е убаво времето, отколку да дојде во црква, а додека во диаспората, доколку се погоди викенд, тоа е преполно. Сите цркви се премалечки за да може да не соберат, но доколку се падне во работен ден, ќе одложи на народот, не можејќи да дојде ради тоа што нема слободни дела, сепак ќе дојде во црквата, дали ќе тоа неделата пред големиот празник или после тоа. Добра, како има цркви македонски секаде, секаде невозможно да се има, него спомнавте вие црковни општини, нели, како објекти се на МПЦ, тие или ги изнаемувате, како оди таа работа во диаспора? Вака, значи за да се формира една црквена општина, најпрво треба да има некоја иницијатива. Да се прави некој црковен иницијативен одбор кој се обраќа до епархијата преку наместникот или најблискиот свештеник што има црквена општина, за да ги посети, да им ја чуе желбата, или јас ако можам лично да стигнам да се запознам со тие луѓе, или кога доаѓаат во Македонија да оствариме некоја средба, да ми ја кажат нивната намера и потоа веќе почнуваме да се организираме со 1 до 2 служби, значи за големите празници, за Божи, за Великден и да, физички каде се одржува тоа? Се купува објектот? За таков, не, во старт е неизводливо да се купи наш објект. Туку најпрво закупуваме некој црковен храм на одредено католички време, или католички и протестантски може да биде, или да е некоја просторија која можеме да приуредиме, за која имаме дозвола да ја користиме за религиозни потреби наши. И тогаш од таму почнува иницијативата. И дојка, ако се покаже дека навистина има желба тој народ таму да се црква, има потреба и е редовен веќе со посетата на црква и се зголемува, тогаш почнуваме да се организираме со плаќање на парохијал. Секој семејство да се обврзи дека ќе плаќа во зависност од стандард, дали ќе се тоа 10-15 извара месечно, кога ќе се веќе наполни тој фонд, тогаш веќе почнуваме со размислување. Дали да се купи празно место па да се изгради наш храм, или да се купи некој објект што сме го користеле, за да може да се приуреди тоа во православна црква и да се оправослави. Често се вели дека црквата во диаспората е последниот столб на идентитетот. Сега таа според вас денес во денешно време ја чува верата или националната свест? Ние се трудиме најпрво верата да ја зачуваме, меѓутоа се трудиме и да го зачуваме и таа различност. Јас често ми упатувам таа порака на шинците. Кога зборувам, викам, убаво тоа што ако веќе сте дошле тука, ако веќе создавате своја втора татковина и се вложувате тука, бидете добро интегрирани, немојте да штарчите. Вклопете се во тоа општество за да можете да дадете подобри плодови. Така, да. Ние како црква секогаш ќе бидеме тука да ве зачуваме од асимилацијата. Но интеграцијата ви ја препорачуваме да ја направите, затоа што преку црквата успеваме, како што споминав, да направиме и оние додатни активности, да се организира и овие поворки кои што ги спомнавме, кои се веќе во подготовка денес по црквите, така да успееме да зачуваме таа различност наша, затоа што сепак треба да се внимава и на тој момент, да не се асимилираме, затоа што
можеме да така да станеме само уште полоши македонци, а никако подобри италијани од италијаните или швеѓани од швеѓаните. Баш така. Добро, во едно дамнешно интервју имате изјавено дека на МПЦ е потребен маркетинг како институција. И јас се согласувам со тоа, меѓу другото. Ма се прегрубо звучи дека маркетинг, кога го кажеме, пошто не е црковен термин. Се уште сметате дека постои тој проблем? Апсолутно, да, стојам на тоа дека затоа што најчесто зашо сме обвинувани. Најчесто сме обвинувани за тоа дека никош не сме помогнале, на никого не сме помогнале, секогаш вртиме главата кој ќе се побара помош од нас. Не знам, не сме донирале, па сме живееле во раскош и луксус додека народот трпи за леп. Сега, доколку го имаме тој маркетинг, не знам, кој би бил најсоодветен црковен термин за PR. PR, да. Дека и доколку некојаш и го скршиме она правило на што дава десната да не знае левата, дека мораме и тоа понекојаш да го направиме. Барем на секој. Но што две острици е тоа, нели? Па да, секојаш ќе бидеш обвинет, секако, но некојаш е добро па и да се каже дека сме направили нешто. Да искористам оваа прилика баш затоа што ми тежи тоа малце. Бевме прозвани пред крајот на годината од некои новинари за онаа донација што како Европска епархија обезбедивме за настраданите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Благодарение на тоа што се организиравме на брзина да се прилагодиме, да ги примиме, да објавиме контакт на свештеници кои може да им се најдат во моментите кога родителите патуваат со повредените деца по Европа. За потоа свештениците да ги посетуваат се доека траеше нивното болничко лекување, да им се понудиме. Осем за логистика, дека треба да може да им се помогне во преводи, во превоз до некаде ако треба и така натаму, се обидовме и да им понудиме и некои средства, затоа што се собра по различни црковни општини, се собра една голема сума на средства. И тие средства потоа одлучивме затоа што имаше црковни општини каде што имаше мала донација, да речем, не ради тоа што не сакале да дадат луѓето, туку затоа што е мала црковната општина. Сега одлучивме сите тие средства заеднички да ги собереме во еден фонд, за да можеме потоа да ги распоредиме. И деновиве пред крајот на годината, веќе тоа се заврши комплетно таа постапка и должаме на објаснување кај народот и они што поверува на оние прозивки новинарски кои ни се случија, дека во првата транша што ја спремивме од црковната општина Свети Архангел Михаил од Неиве, 40.000 евра преку Супорт Кочани беа донирани во набавка на компресивни облеки и завои. За потоа веќе чекавме да видиме што ќе следна побарувачка за да можеме да донираме. Затоа што едноставно знаевме, не се брзавме, затоа што знаевме дека тоа ќе биде долгорочна борба, дека не е само наеднаш да ги префрлиме тие средства, туку да почекаме, да го комплетираме тој фонд и да видиме. Потоа се појави едно барање од здравствениот дом од Кочани, дека им се потребни апарати за физикална терапија кои ги употребуваат и кои уште многу време некои од повредените ќе ги употребуваат и во соработка со нив се вложија 45.000 евра во набавка на тие машини, тие се веќе во функција. И потоа имаше околу 51.000, негде ќе објавиме тоа секако детално, но сега само да најавиме дека завршиме со тоа. Се префрлени на оние 137 лица кои што очекува се расположени се уште да примат помош од онам каде што доаѓа. Поделени се на 137 дела, еден дел од тие средства, а 19 се луѓе кои што ќе имаат дополнително потреба од лечење, уште
долг временски период и еден дел од фондот го насочивме кон нив, така да и таму се секоја чест, некои 50.000 евра се таму и уште сигурно има некои 2-3.000 евра кои беа дадени како на рака при кога родителите беа со своите деца, оние што има потреба да го направат тоа. И уште неколку црковни општини кои што ги донираат директно или ги платили преку црковни општини, така да или преку Црвениот крст да речем, или директно на семејствата, така зборуваме за некоја донација од околу 180.000 евра. Тоа е она што не прави посебно дека црквата во диаспората, како што реков, успева да ја зачува верата, но да ја зачува и македонштината и човечноста пред се, за да можеме да бидеме единствени, да помогнеме оному каде што има реална потреба сето тоа. Пред како го спомнав маркетингот како термин, дека на МПЦ е потребен маркетинг, не мислев само за вакви работи, туку чисто и за сведочење на верата, некаква поактивност, би рекол, на социјалните мрежи за да се допред баш до сите генерации. Од таа смислам, сакам да ја прашам, колку е потребно на МПЦ... Малку осовременување? Да. Так. Значи црквата, вие сте човек од црква, знаете како функционира црквата и дека на поле на догмите не можеме да се осовременуваме нити да размислуваме поинаку од сето тоа. Но начинот на пристап, пастирскиот пристап секогаш може да биде во чекор со времето. Ако зборуваме дека Христос е ист вчера и денес и утре, сигурно ако дојдеше Христос во денешно време на земјата, немаше нити да се облекува онака како што го знаеме од фреските, нити да очекува дека ќе најде некое празно риче на кој што ќе може да го собере народот, туку реално би бил современ лик за да може да допре до секој човек. И затоа велам дека има во МПЦ такви луѓе кои што би можеле таа улога да ја преземат. Например, вие сте активен на социјалните мрежи доста. Па не сум јас веќе толку активен инфлуенсер, нели? Но има луѓе, особено еве. Сега во овој период веќе толку социјалните мрежи можеби не се толку актуелни и го немаат онај ефект што го има на времето, но сега живеем баш во време на подкасти, па гледам дека доста често не може ли МПЦ да го прави ова, како што јас се обидувам да го правам? Секако дека може и верувам дека во многу скоро време ќе го направиме тоа. Јас сум размислувал, како синот сме размислували, јас бев човекот одговорен за контакт со државата, за да можеме да отвориме наша телевизија. Ова зборувам за некој период од пред можеби 10 години. И бевме во разговори, преговори со тоа како треба да изгледа таа телевизија, па сум го правил тоа една цела програма за тоа како треба да изгледа. Има, наистина има многу голема можност тука што се да се вложи. Луѓе можеби очекуваат дека ако се отвори црквена телевизија, тоа цело време треба да гледаме ние пренос од литургија, секако дека не, значи црквата има можности на различен начин да се промовира. Имав во тоа време една идеја да биде слободниот ден на владиката. Секој од нас да биде снимен во сабота со она што го правил слободниот ден, значи за да се разбие тој мит дека ние сме само луѓе кои треба секојаш да бидеме сериозни и да изгледаме онака како што изгледаме на официјалниот портрет. Так. Добро, ама вие сте сепак духовен пастир и јавна личност, ќе речем. Ме интересира каде завршува пастирската грижа, а каде започнува јавната одговорност. Ако веќе земеме јавна одговорност во која смисла? Па одговорност на мантијата што носите, мислам, докаде може, докаде се границите, сакам да кажем, нели? Тоа треба веројатно да се внимава, не може секој да ја преземе таа улога. Секако тоа, значи не може да се треба дар од Бога. Па таа харизматичност мора да имаш како личност за да можеш да влечеш, а сепак да не скинеш. Така да имаме, слава на Бога, имаме тие сега веќе личности, 2-3 подкасти и можеби повеќе сум зафатил периодов наназад и гледам дека веќе се одзиваме на тие покани да учествуваме.
Малце е чудно тоа што не знам, можеби сме наметнали некој таков имидж на недостапност, дека не сме заинтересирани. Можеби сме го правеле во некој период тоа. Па еве, во последно време, значи, забележавте ли некој интервју или денови, ајде, да почекаме да видиме дека на официјалниот Facebook профил има. Забележав дека на официјалниот Facebook профил на Европската епархија една од последните објави е повик до верниците да гласаат за владика на годината. Тоа е, да, мислам дека завршува сега. На 9 јануари завршува, меѓу кои сам беше и вие сте проследена на веста, не е јас не сум ставил на немате благослов да не тоа. Па не. Кој ќе ми забрани да го ставам ако сакам сето тоа, но кој е фајдето од сето тоа, значи да, кој е фајдето? Што ќе ми значи тоа ако бидам личност на годината, ако тоа гледам по коментарите, забележете како да има доста критики, доста критики. Маријан на религија ги имаме тие посебно таму, значи многу често е нападен. Добро, Маријан мислам и на религија може да се објави што сака, тоа се да, мислам негова идејата за тоа. Веројатно забележуваат соблазнително е од епархија, од личен профил на епархиски да се повикува народот на народот ако Пошто би се бирал тој најдобар владика? Кој е критериумот? Убавина, кој е најубав? Види, можеби како лично сама не на годината, зашто кој нешто посебно направил во текот на оваа година. Најприсутен, најактивен. Да. Значи, ајде да испадне дека владиката Ѓорѓе личност на годината затоа што оваа година е изборен и интронизиран. Или не знам, ајде ако испадне дека е партена личност на годината, зашо? Затоа што се смирил пред изборот на кој во еден момент и се противеше и беше лично заинтересиран. Така да, кој е критериумот за да бидем? Иначе воопшто не е страшно тоа. Некој новинар му текнал да направи таква анкета. Воопшто не смета тоа. Меѓутоа кој е критериумот по кој што гласаме кој ќе биде личност? Како беше вашето мислење, вашиот став околу целата таа работа што спомнавте со изборот на владиката Григори Ѓорги, извинете. И целиот тој хаос што настана со не хаос, него имаше транспаренти, имаше протести од владиката, од луѓе приврзаници на владиката партени. Јас лично не верувам дека партени сам си ја правил таа кампања, па дека ги пракал тие луѓе на улица. Некој друг му ја правеше? Едноставно народот што го сака, што се го чувствува за свој близок. Имало и мене луѓе што ме среќавале, мои луѓе по диаспората, па викат ќе одиш ли ти, ќе не оставиш ли нас. Значи народот едноставно си навива за некого, како што ќе гласа за некого. И сега тоа е нормално, и сега не можеш да ги исконтролираш сите тие љубовни емоции на народот кој што вие да сте на тоа место, би го повикале народот да се повлече барем во најмала рака или би ги оставиле така како што да прават како мислат? Па не, тоа го направи владиката Партени. Значи тој во еден момент кога виде дека се тоа станува и оценето како еден негативен процес кој што не се случува, дека како е минирање на правото да биде кој е најпотребен, а не кој е најдостоен или најспремен за сето тоа. Ги повика своите верници да престанат со сето тоа и веднаш после тоа и застана сето тоа. Така да мислам дека секој од нас би го направил тоа и доблесно е секој од нас да го направи тоа, затоа што пак ќе речем, не се бираме нити по достоинство, нити по лепота, се бираме по потребите на црквата и секако никош не смееме да го занемариме главниот фактор при изборот на архиереи. Како се односат сега во синодот на Светиот Дух, а не наши лични математики? Како ви се односите сега помеѓу владиците во синодот? Па прилично коректни. Со тоа што не сјајни. Па се сјајни. Ништо нема совршено. Црквата која е совршена сигурно не е совршен синодот и членовите на синодот. Така да секојаш постоеле тие различни размислувања, концептот е еден ист секогаш. И околу концептот дека треба да одиме напред со признавањето и така натаму, никош да не застане во тој процес и да се прилагодуваме на се она што
ни се дава како можност да се искористи. Признавањето кон што? До конечното признавање, значи Сега не сме, значи, целосно признаени. Каде Цариград во признавањето. Да, Мислам, ние сме признати, не дека не меѓутоа еве Томосот од СПЦ е валиден или не е валиден? Валиден или валиден, мислам дека многу е грубо поставено прашањето валиден, секако дека е валиден затоа што ни отворил врата на многу место за заслужување, но онака како што е ставот на црквата Цариград, ете сега што е убеден дека треба конечното признавање, конечниот томос да се добие од таа страна. Затоа велам, ние сме добри во тој случај, сите сме обединети во тој концепт дека треба да стигнеме до тоа конечно признавање. Не треба два томоса? Не, зашто да имаме два томоса? Зашто еден веќе имаме. Во ред, значи тоа треба да се го изглади да СПЦ и Вселенска патриаршија кој ќе биде последниот томос. Учениот ни го повлечат? Не знам. Не знам, навистина сум многу настрана од сето тоа и не сакам да се замарам со тоа. Добро, ама нешто настрана кога станува збор за Цариград, која и нивните барања 4 мислам дека беа, меѓу кои едното беше одземање на диаспората на МПЦ. Не. Значи вие сте во европска прегрубо е кажано сето тоа, значи која црква си ја дала својата диаспора, па има МПЦ да ја даде својата диаспора. Украина. Само Украина, така се секако дека би се држали ние до примерот на сите останати цркви, како што е српската, румунската, бугарската, грчката, значи како што тие љубоморно се ја чуваат диаспората и ние би се ја чувале. Зошто би се гледали само на единствениот пример? Па ако е услов нема да биде. Значи немаш да се откажеш сепак од сето тоа. Се трудил, си работел толку години да ја очуваш од каде што и почна мојот, нели? Ние не ја чуваме само верата, не сме само чувари на верата во диаспората, туку сме чувари и на различното, посебноста наша. И сега треба да му се даде на некој на тацна сето тоа дека не. Сега околу односите во синодот. Многу ретко се гледаме сите комплет на едно место. Зашто сега статутарно имаме, уставно имаме 2 пленарни седмици, на кои што ќе се видиме на кои што па не присуствуваат викарните епископи и така натаму. Така да не сме се виделе нешто посебно сега сите заедно за да можеме да направиме на генерална слика тоа кој со кого како живее и колку е близок и така натаму. Добре, долго време МПЦ беше на страна, веќе да не го искористам тој збор раскол. Живеевме во тоа, пред неколку години се СПЦ ни го додели тој томос за автокефалност, излеговме практично од таа кал и се чувствували сега разлика? За разлика од тоа време, во споредба со тоа време кога бевме. Секако дека се чувствува, го спомнав тоа, значи ги имаме тие сослужувања, таа соработка не само со српската црква, туку и со многу од другите сестрински православни цркви. Љубаво е тоа, затоа што кога веќе имаме таа можност да си гостуваме, да каниме или да одиме некаде каде што ќе бидеме поканети, да ја сведочиме нашата вистина. И сега оној верен народ во кој каде што одиме или оној конкретен владика што сме го поканиле во некој од нашите епархии. Значи едно било неговата представа за тоа МПЦ како функционира и како изгледа, откажување или отчитање на нешто од страна, а сега тоа му се случува значи директно да дојде, непосредно да добие одговор и сам да види што е тоа, или ние со нашето одење да го посведочиме, да ја посведочиме нашата вера и дека не сме станали ништо поразлични, сме успеале да зачуваме верата онака како што ни е предадено од светите отци ни сите тие години кога сме биле во изолација и дека во ништо не се разликуваме од другите православни цркви. Тука ќе спомнам сепак што е дел од историјата, интеграцијата на православната Охридска архиепископија во МПЦ, тој беше еден чувствителен процес. Ме интересира според вас дали е денес завршен тој процес? Завршен не, практично се добија епархии владиците, се интегрира, но колку имам некакви сознанија дека не сите владици меѓусебно сослужуваат, односно оние кои што беа од МПЦ со тие што беа интегрирани од ПОА.
Се чувствували уште тоа? Мен немале таква ситуација, значи некој да одбил сослужување. Во ова се дали се канат, потоа иначе на сите оние Да, не се канат, да, богослужби, одбиваат незгодни ситуации. Се има таа некоја резервирано се уште едни кон други, но сметам дека е навистина завршен тој процес затоа што сме си подале рак. И ако ние не можеме да се надминеме во нашите суети за да си простиме, да си подадеме рака едни на други, без разлика кој бил лошиот или добриот во приказката, значи секојаш имало и од едната и од другата страна провокации и ставање на сопки. Но веќе тоа ако сме успели да го решиме, ако веќе стануваме повторно браќа во Христа, ако ние не ја сведочиме она подавање на рака и прифаќање на прошката на братот и живењето потоа заедно, како ќе побараме, со кое право ќе излеземе утре на Амвон и на прочка да кажеме, ајде луѓе, ако си му сгрешил на братот, оди и прости се, ако си му сгрешил на таткот, оди бакни му рака и прости се. Значи, затоа велам дека се направило тоа, се можеби некоја резерва останува. Институционално, ќе речем, можеби Институционално е решено. Значи, тоа не можеби така функционираат, не братски, владиците меѓусебно, и повеќе институционално, кога што мораат. Како е вашиот однос со ПОА? Со тогашна ПОА? Со владиката Јован, со Марко? Со владиката Јован си имаме одличен, мислим добар контакт, одличен. Дали како тоа, пошто еве баш лето на 2 пати бев гостин во неговата епархија. Дори имам она отворена покана, значи кога е преку лето, кога сум во Македонија, ако не сум негде покани слободно, без да го информирам, само да му кажам каде би сакал да служам, за да не ми се направи вакуум од неслужење. Така да, ете, тоа е тој така, пример баш како што треба да се. Добри односи. Да. Ете, по сите искушенија низ кои што помина МПЦ, што е тоа што денес ви дава надеж дека црквата оди во добар правец, во добра насока? Па, еве, до денес потврда дека црквата оди во добра насока е тоа што за време на овие пости, а и на сите пости што се случуваат во црквата, многу често имаш се поголем број на млади луѓе кои ќе најдат контакт било до мене, дали до некој од свештенството, или да побараат благослов за пост, да побараат правило за постот, како се тоа да го направат, што се треба да ќе те побараат за исповед и тоа, а веќе за 2 дена ќе го видиме плодот на тој пост, кога црквите ќе бидат преполни со млади луѓе и деца, што е уште побитно. Не е само дека црквата треба да биде само за младите, или за старите, туку да ги имаме собор на сите генерации, особено на децата да бидат меѓу нас. Затоа што детето, ако расти во црквата, кој е слободно во црквата, ако црквата се чувствува како свој дом, каде што нема потреба некој да го држи цело време за рака, туку може да се рашета низ народот и кога ќе дојде време за причест да застане прв и да се причести малечкиот, тогаш веќе сме направиле нешто, затоа што сме успееле да ги пребродиме сите оние да речем јазови генерацијски што сме ги имале порано во црквата. А зашто е тоа? Повеќе мои гости во ова студио ми го имаат тоа кажано дека забележуваат се понови генерации како се враќаат, како доаѓаат во црквата, како и пристапуваат на црквата. Па се враќаат. Ајте има лош маркетинг. Значи да речем во 90-тите години, така почетокот или средината на 90-тите години, го имаше тој јас. Значи во црквата имаше повозрасни луѓе. 90% од луѓето беа повозрасни луѓе. Запотоа веќе да се вклучи, да се врати една генерација на млади луѓе. Тогаш во тој период се роди монаштвото и се развија манастирите, се разви духовниот живот, значи потребата од црквување на нашите генерации, затоа што има контакт до кого да дојде, до некој свој пријател, близок, па тој ќе му препорача, ете, мој другар на факултет се замолиш, па можеме да одиме да го видиме и така натаму. Тоа се случи, значи тој препорот во црквата. И тога се враќаше народ во црквата. Сега не станува збор за
враќање. Се зборува за растење во црква збор и за раѓање на значи децата на оние генерации мои, да речем, кои сме сега прилика меѓу 50 и 60 години. Значи со сите оние луѓе со кои сме одели во Кривидол, во црквата Свети Ѓорги, па потоа сме одели по тие бденијани со цела Македонија, за потоа веќе да одиме со дел од нив заедно во манастир. Сите тие генерации, наши луѓе со кои што сме растели ние во верата, тие покрај нас. Тие станале родители, нивните деца растеа во црква. Во адолесцентен период е сосема нормално и разбирливо детето малку да се оддалечи од црквата, но дете што растело во црквата, секогаш ќе на прва посериозна препрека во животот знае кај да се врати. Значи затоа велам, растиме сите во црквата и тоа е нешто навистина не прави да се чувствуваме убаво, да го чувствуваме тој предвкус на Царството небесно заедничарејќи во црквата. Ќе избегам малку од темата. Вие пред некоја година го повикавте народот да излезе за тој референдум за промена на името. Не можам да го одбегнам ова. Го гледавте тоа како пастирска грижа или како должност морална? Или како грешка? На крај испега дека е грешка, иначе не. Од оваа перспектива секако ќе го гледам како грешка, затоа што значи едно беше ветувањето кое што требаше да ни ги донесе придобивките. Сепак за нешто имаме и некоја добра работа од сето тоа. Ќе речеме НАТО е злосторнички воен сојуз и што бараме ние во тоа, но ако се сетиме дека благодарение на нашето членство во НАТО, многу животи на оние настраданите во Кочани успеа да се спасат благодарение на тоа црвено копче што го имавме како членка на НАТО, за да можеме да ги подадеме тие. Сега ќе речеме дека ќе очувствувам како моја грешка и како моја наивност во влегување во сето тоа, дека навистина ќе добиеме нешто подобро и дека ќе го стигнеме конечното ветување. Ако речеме дека е грешка тоа што сум бил излажан, што и јас сум излажал некој што сум го повикал да го направи тој чекор, но од друга страна па не го чувствувам како грешка, туку како добивка, да речем тоа што сме успели да спасиме неколку десетици животи благодарение на тој. Добре, референдумот бидна што бидна, бидна и тоа име и промената на името. Работите стојат баш вака како што се денеска поставени. Ваше политичко мислење има ли надеж, да речем, дека ќе дојдеме до тоа посокуваната порта капија да тропнеме на ЕУ? Нели викаме дека надежта последна умира, но се плашам дека надежта се сели некаде низ Европа и низ Америка. Се цепка на делови. Добро. Не затоа што не можев да не го поставам тоа прашање, затоа што стварно имаше доста и критики и некој го прифатија тоа, така некој. Значи имаше ли лично вака напади после тоа од луѓе, од верници, макар на социјални мрежи? На социјални мрежи, да, се случуваше тоа често да добиваме закани, па навреди тај ден. Така да. Меѓутоа имаше и онај сериозни лични, само кога ќе дојдеш, кога ќе се видиме, па ќе отидеш меѓу народот и едноставно ги нема тие. Значи се случило двопати така една жена во Швајцарија баш на богојавление пред на излегувањето од црква кога требаше да одиме на езерото за да се положи крстот во водите. Почна да ме колне нешто тука е. Така тоа беше инцидент кој се случи, еден наместен инцидент во Виена, во црквата за Божик. Што се случи? Веднаш после црквата едно дете пристапи со телефон застана пред мене, очигледно, затоа што беше сценирано сето тоа дека некој треба да ме праша и да си донесе заклучок како сум и што сум, а сето тоа да биде снимено. Документирано. Но
Тоа се тие некои инциденти, ако можеме да ги речеме, кои се случија. Да. При крај сме со Божикниот пост, ете за 2-3 дена ќе се умрсиме. Би ме прашал за суштината на постот, ете воопшто, не само за Божикниот. Дали е тоа само воздражување од храна или има ли нешто повеќе преобразба на човекот? Па најмалку треба да биде воздржание од храна, но една од компонентите е секако и воздржанието од храна. И нели се вели кај светите отци дека во се целото наше бити своен во Бога потребно и видливи работи некој да ги направиме, како што ете воздржанието од храната. Се менува ли човекот после таков период, после пост? Не знам да проба да одбие нешто друго во текот на постот, но потоа она еуфорија што имаме постпразнична знае многу брзо да не врати во секојдневието. Не, сакам да кажам претходно да ги чувствува тие придобивки на постот, значи да оние дарови што ги добива преку смиреноста, воздржанието, покајанието што го држи во постот. Со владиката Наум често ни го спомнуваше тоа додека бевме монаси, а сега многу миноднаси и владици, веќе и членови на синодот или на соборот на МПЦ, велеше нивниот старец на Света Горе, Ѓори Капсанис, им велел постот завршува, воздржанието продолжува. Што знам често да им го кажам тоа, да им го споменам на оние луѓе што прашуваат а што после постот. Божик е празник на семејството, но многу луѓе во Европа го дочекуваат далеку од дома, од татковината. Вие како митрополит европски, што би им порачале на оние кои што Божик ќе го поминат сами некаде далеку? Па добро, Христос не се раѓа само за нас кои доаѓаме во црква, се раѓа и не се раѓа само во Витлеемската пештера, туку се раѓа во срцето на секој човек кој сака да го доживее тоа и да поверува во тоа дека Христос секоја година се раѓа како за сите нас, како што он се симнува од небото и станува човек, така ние да се искачиме на небото и да станеме богови по благодат. Значи, и сме го користиле тоа многу често кај луѓе, може се излегуваме темата, но сепак ќе се вратиме на тоа. Значи, кога сме биле монаси, имаше деца кои што не им дозволува од дома да доаѓат во црква, и каже, ама јас постев толку дена, кога се чуеш телефон, каже толку дена постев, па само што тргнав за црква за да се причестам, па родителите ме спречи и сега. И тоа знаевме утешно да им каже дека Господ ти се дава по намерата. Се доближувате по намерата, а не по достојност. И дека не се секираат тие луѓе, дека живеат во радостите на рождеството Христово, затоа што ако имаат намера да го сретнат Господа Бога, ќе го сретнат. Тие доволно да го направат првиот чекор, а Господ има разбирање за се и за тоа дека се негде далеко од дури да се најдалече црковна општина, дека се ангажирани да бидат на работа за време на празник, дека некоја болест ги спречила да дојдат во црква тогаш, но велам, ако имаат намера се причестат со Бога, Господ ќе се приближи до нив и ќе ми ја даде таа утеха што ја добиваме и ние со причестувањето со целото крвта Христова. Така, Владико, од срце ви благодарам за искреноста и за времето што го одвоивте. Стварно ми беше мило што прво ве запознав, а после што го снимивме ова парче. Ви благодарам уште еднаш за поканата да бидеме овој ден, да го направиме малку посебен и наистина и поглед што важи за мене дека сум недостапен и поради честите отсуствуваат на земја, се радувам на вакви можности да се обратам на народот, затоа што едноставно се има потреба и од тоа. Така. Драги мои, тоа беше тоа. Имајте убави празници, па се гледаме повторно.